Може да ги отвориме своите Библии на страна 1079 или онаму каде што застанавме, Евангелие според Јован, 19 глава. Застанавме на 16 стих и анализирајќи го испитувањето на Исус кај Пилат минатиот пат, видовме дека Пилат е сигурен дека Исус е невин и дека него го предадоја од завист. И затоа видовме дека Пилат се обидуваше на повеќе начин да го ослободи, но кога не успеа, во сите тие обиди, им го предаде на војниците Исуса Христа, за да биде распнат на крст. И точно кај тој крст, кај крстот, ќе застанеме и ќе одиме полека, бидејќи тоа е центар на се. И затоа денес имаме еден краток текст. Не можеме да одиме брзо, бидејќи крстот во христијанството е многу важен. Крстот е важен за секој човек. Но ајде да го прочитаме нашиот текст за денес. Евангелие според Јован, 19 глава, од 16 до 22 стих. Тогаш им го предаде за да биде распнат. Тогаш го зедоа Исуса. А тој, носејќи го својот крст, излезе на местото наречено Лобно, а на еврејски Голгота, каде го распна. И со него други двајца од едната и од другата страна, а Исуса во средина. А Пилат напиша и надпис. И го стави на крстот, а беше напишано: Исус Назареец, јудејски цар. Надписот го прочитаа мнозина јудејци, зашто местото каде беше распнат Исус беше близу до градот, а беше напишано на еврејски, латински и грчки. Тогаш јудејските главни свештеници му рекоа на Пилат: не пишувај јудејски цар, туку дека тој рекол јудејски цар су. Пилат одговори: што напишав, напишав. Денеска, на овие наши простори, ако некој странец, да речеме, се прошета низ Македонија, што одма би можел да воочи? Ке воочи дека на многу места, на ридови, на згради, на цркви, на раскрсници, овде кај нас на Саткулата, по гробиштата, на ретровизори во автомобили, дека има крст. И одма би прашал, што ви е ова? Што значи тој символ што го носите околу вратот? Бидејќи многу луѓе го носат и како привезок на ланча околу вратот. А крстот е неизбежен и насекаде ќе го сретнете. Но факт е дека Бог во историјата на човештвото забил неизбежен крст и тука секогаш мора да застане. Што ви значи тој крст што го носите околу вратот? И сега во зависност кој човек ќе го сретни, тој патник, различен одговор би добил, но не навлегуваме во тоа, бидејќи не знаеме за тоа, но факт е дека крстот е најмногу опеван, сликан, дури и проповедан, ама најмалку сватен и најмалку разбран. Ако знаеме дека крстот бил користен за најбрутално измачување, значи бил најбрутална справа за измачување, тогаш е логичко и прашањето зошто крст, зошто таа бруталност, зошто тоа страдање, зошто? Крстот има едно поголемо значење, има едно појако значење. Зошто тоа страдање, зошто таа болка, зошто тоа обезличено лице. И зошто се тоа? Кога ги подсетува луѓето на Евангелието, кое коринтијаните го заборавиле или го замениле, бидејќи луѓето најчесто во црква или го забораваат, или го заменуваат со некое друго Евангелие,
Павле јасно им пишува на верните во Коринт, на црквата во Коринт, и ги утврдува луѓето дека библиското евангелие е Христо, христоцентрично евангелие. Во средиштето на евангелието секогаш е Исус Христос и крстот. Тоа го учи Светото писмо. Црквата некако постојано отстапува од тоа и навлегува во некое социјално евангелие, просперитетно евангелие, само за да се има луѓе, само да се скокотка ушите, не зборува за тоа страдање за крстот. Некако сето тоа е разводнето. И тоа е тоа, ова друго евангелие. Но запомнете, Христос и крстот се средишниот дел. Тоа е средиштето, центарот. Јајде да прочитаме тој текст, прво Коринтијаните, 15 глава, од 1 до 4 стих. Ви напоменувам, брајка, за евангелието кое ви го проповедав и кое вие го примивте во кое стоите, преку кое и се спасувате, ако го држите цврсто како што ви го проповедав. Освен ако не сте поверувале на празно. Зашто ви го проповедав најнапред она што го бев и примил, дека Христос умре за нашите гревови според писмата. И дека е погребан и дека воскрес на третиот ден според писмата. Гледаме. И денес има многу луѓе што напразно поверувале. Но смртта е битен дел. Смртта на Исус Христос. И се тоа според писмата, на два пати. Според писмата, вели. И само тоа евангелие е вистинско, што е според писмата. Павле ги подсетува верните црквата на евангелието. А во Коринт имало многу проблеми. И сега зошто зборуваме за крсто христоцентрично евангелие? Зошто тие заборавиле? Ајде да речеме. Бидејќи во фокусот, во средиштето, коринтијаните го поставиле човекот и неговите потреби, а не Христос и неговата смрт. Павле јасно опишува дека централна личност на евангелието е Исус Христос, а централни настани се распнувањето и воскреснувањето. Нешто пред ова да го напиши, во истото ова послание, Павле им вели на коринтијаните, кога ги мешале Христовата мисла со човечката мисла, или овде како што е пишано грчка мисла, првата глава од прво Коринтијаните, 22 до 24 стих. И додека јудејците сакаат знаци, а грците бараат мудрост, ние го проповедаме распнатиот Христос соблазна за јудејците, безумство за грците. А за самите повикани и јудејци и грци, Христос, Божја сила и Божја мудрост. Значи, гледаме колкава е важноста на крсто христоцентричното евангелие. И Павле ја нагласува во почетокот на втората глава, каде вели: јас кога дојдов при вас, брајка, не дојдов со висок говор или со мудрост, за да ви го проповедам Божиото сведоштво, зашто решив да не знам меѓу вас ништо друго, освен Исуса Христа. И тоа е распнатиот. Значи, гледате што кажува Павле. Ништо друго, освен Исуса Христа распнатиот. А Исус беше распнат на крстот. Застануваме пред крстот. Црквата, ако е библиска црква, мора да го проповеда Исуса Христа распнатиот и ништо друго. И воскреснатиот. И тоа е центарот, средиштето на евангелието. Тоа е центар на се. И пак прашањето. Тоа е зошто крст, зошто Голгота, зошто е неизбежен. Зошто треба да се проповеда за крстот? Зошто Голгота била на фреквентно место каде поминувале многу луѓе? Зошто надписот бил на еврејски, латински, грчки? На сите тогашни јазици. Ајде малку за ова, бидејќи нема да имаме многу време. Сакам да се посветиме други работи. Значи бил надписот на еврејски, грчки
и латински на тогашните сите јазици, за сите да го разберат. Пилат тоа го напишал малку од подсмев кон евреите, бидејќи тие не признавале дека Исус е цар и дека некој може да дојде така цар од Назарет. Ништо добро не доаѓа од Назарет. И го напишал тој текст на сите јазици, да можат сите да го разберат, а со тоа го исполнува и Божиот план и ја пишува вистината дека Исус е јудејски цар. Сакале тоа или не да го признаат еврејските водачи. И видете зошто Бог од крстот најасно ни се представува и ни се открива и ни ја открива својата слава. Значи затоа крстот. Крстот ја открива Божијата природа, неговиот карактер. Бог од крстот се објавува едноставно, целосно. Бог од крстот го спасува светот, го спасува целиот свемир, целата вселена и не само човекот. На крстот ги помирува сите непријателства. На крстот можеме да дознаеме многу за Бог. И денес ќе ги видиме само трите најважни вистини што ги гледаме на крстот, што ги дознаваме од крстот. Зошто тој крст? Прво, на крстот гледаме дека Бог е свет, праведен и вистин. Ова го зборувам како прва точка во едно, бидејќи не може ни светоста без праведноста и вистинитоста, ниту праведноста без светост и вистинитост, нити вистинитост без светост и праведност. Значи, овие три атрибути на Бог се во рамнотежа, баш тука на крстот. Значи, Бог се представува на крстот во совршена рамнотежа. Кој е? Она јас сум. И ние не смееме да толкуваме еден текст на штета на другиот, или да нагласуваме еден атрибут на штета на другиот атрибут. Едниот да го креваме, другиот да спуштаме. Значи, овде ја гледаме на крстот Бог како се представува во една совршена рамнотежа. И затоа тој крст, затоа кај крстот мора да застанеме. Зашто Бог тука ни се открива. И ние ова мора да го разбереме, бидејќи е многу важно да се разбере дека Бог е праведен, дека е свет и дека е вистин. Без тоа, како ќе ги разбереме казната, болката, болеста, војњата? Како, ако не ги разбереме овие три вистини, дека Бог е свет, праведен и вистин? Не можеме ни вака, него само вака. Совршена рамнотежа. Секој човек кој е повикан од Бога за било која служба мора најпрво да свати дека Бог е свет. И тоа го гледам и во Исаија. Значи Исаија, пророкот, морал тоа да го научи. Свет, свет, свет е Господ над воинствата. Сета земја е полна со неговата слава. Исаија 6:3. Пророкот Еремија во времето на казнувањето на Израел заради неправедност и корупција морал да нагласува, едноставно да вика дека Бог е праведен. И колку има повеќе корупција кај народот, повеќе неправедност, толку повеќе црквата мора да нагласува дека Бог е праведен. Бидејќи темели на Божиот престол се правдат и праведност. Не може да се краде без казна, како што видовме минатиот пат, кога Андрей зборуваше за Божијата заповест, не кради. И се тоа затоа што Бог е праведен. Господ, тој е праведен. Така вели Еремија во Плач на Еремија, 1 стих, 1 глава, 8 стих. Мојсей, припремајќи ги помладите генерации за влез во ветената земја, каде што ќе се сретнеле со други народи и со други религии, пишува вака. Ајде да видиме повторени закони, 32, 4 стих.
тој е стена, делото му е совршено. Значи гледаме совршено, свет е Бог. Зашто се прави сите негови патишта. Тој е верен Бог и нема неправда. Тој е праведен и вистинит. Значи гледаме, Бог е свет, совршен, нема неправда, праведен е и вистинит. Затоа што вистинитоста е дел од неговата природа. Бог мора да ја казни секоја лага, секоја измама, бидејќи е вистинит. Јас сум вистината, вели Господ Исус. И за да остане вистинит, мора да ја казни секоја лага, секоја измама. Затоа што праведноста е дел од него самиот, дел од неговиот карактер, дел од неговата природа, тој мора да ја казни секоја кражба, секоја проневера, секоја корупција, секоја неправда, ама баш секоја, за да остане праведен. Затоа што е свет, тој мора да го казни секој, дури и најмал греф. Ама буквално секој греф и најмал. И тоа ќе го направи. А тоа и го прави, да бидеме начисто. А гревот, според писмото, е прекршување на Божиите заповеди, на Божиот закон, кој што служи за точно спознавање на гревот. Павле вели дека Бог нема да се одрече од себе си, дека Бог никогаш не се менува. Луѓето се тие кои постојано се менуваат, постојано нешто друго бараат, но Бог не се менува. Бог нема да се откаже од својата праведност, од својата светост и од својата вистинитост, затоа што е Бог. Затоа што е Бог. И сега, ако сакаме да ја разбереме Божијата светост, праведност и вистинитост, мора да го видиме крстот. Тука се објавува како свет, праведен и вистинит. Ако се обидиме да си ја представиме таја гледка, да ја замислиме, во времето помеѓу пладне и 3 часот попладне настанува целосен мрак, јак потрес, земјотрес и силен глас од крстот. Боже мој, зошто си ме оставил? Боже мој, зошто си ме оставил? Зошто крстот? Зошто Бог се скрил? Го скрил сонцето, светлината, целосен мрак. На крстот на кој Бог се открива себе си, својата слава, својата природа, покрај Божијата светост, праведност и вистинитост, гледам и второ за денес, тоа е втора точка, човечката грешност. И тука веќе видиме со овој одговор зошто Бог, зошто крстот, зошто Бог се скрил, зошто тој мрак. Крстот е открива вистинската диагноза на човекот. На Голгота јасно се гледа кој е човекот, каков е, кој сме ние, едноставно. Крстот ја открива човечката грешност. И не само тоа, туку и демонското и човечкото непријателство кон Бога. Сатаната и демоните и човекот по природа се Божји непријатели, зли се, така вели Словото. Човекот по природа е зол. Ако сакаме да видиме што мисли Бог за гревот, ако сакаме да ја видиме најголемата концентрација на Божиот гнев, каде што го казнува гревот, на едно место, во еден момент, е да одиме на Голгота и да видиме што мисли Бог за гревот и да видиме колку ние сме добри. Бидејќи ние сите велиме, па јас сум добар. Таму ќе видиме колку сме добри. Ако ја погледнеме таа концентрација на тој гнев врз Исуса Христа во еден момент, да видиме колкава е цената. Исус на крстот ја искуси полнотата на Божиото проклетство и пеколот. А тоа ги чека и луѓето кои што ќе го игнорираат, кои што ќе му речат не. Дури и нашите најмили, нашите најблиски, што ќе му речат не на Христос, жалам, ама така е, проклетство и пекол. За жал, тоа е вистината.
Затоа вам се проповедаат други евангелија, се разводнува евангелието, не се кажува греф е ова, него грешка, толеранција, но ова ги чека и нашите најмили за жал. Проклетство и пекол. Зошто? Затоа што Бог е праведен, свет и вистин, а човекот е грешен по природа. За Исус крстот беше брутална реалност, не привезок околу вратот. Брутално што зборува за сериозноста на човечкиот грев. Гревот во Божјите очи е најголем и најраспространет проблем на човек. А човекот најчесто тоа го игнорира, го прикрива. За човекот и човештвото гревот е нерешлив проблем. Човекот не може тоа да го реши. Секој што ќе сгреши, ќе умре, вели Езекиил 16 глава. Секој. Никој од нас нема да остане. Значи, сите ние сме патници, минувачи, никој од нас нема да остане. И знаете што ни кажува ова? Дека сите сме сгрешиле и лишени сме од Божјата слава. И дека ќе умреме на некој свој крст. Значи, секој ќе го понеси својот крст. И јас, и ти, на свој крст ќе умреме. Кој сгрешил ќе умре. И тука, ама науката не може баш ништо. Ни грците, ни евреите, со своите знаци, со своите мудрувања. Нема друго решение, освен крстот не постои. Нема друго решение за човекот, освен да застани пред крстот. Гревот за жал е збор што се помалку, како што кажав, се слуша. Во учебниците за основно, средно, за факултет, тешко дека ќе прочитате за гревот. А грев е важен збор. Најголем, најчест и нерешлив проблем. А ние четиме. За жал, тој збор се помалку се слуша и во црквите, како што кажа. Не е за верување, е за чудење. Не се споменува гревот, крстот, Христос. Па зашто тогаш зборуваат тие? И тоаш, ако така се зборуваат, тие немаат право да се наречат црква. Црквата не е мотивацијски говор. Црквата не е разонода. Грев, Христос, крст, тоа се основни елементи на Евангелието. Како да го разбереме крстот без грев? Тогаш зошто таа бруталност, ако ние сме добри, толерантни, како што многу се денес. Сите водат патишта до Господа, не е проблем, само толеранција да има, па не е тоа грев, мала грешка е, мала лага, бела лага и разноразни толерантни работи. Такви сме денес. Но како да го разбереме решението ако не го дефинираме проблемот? Како да поставиме терапија ако немаме диагноза? Како да ја препишеме терапијата ако немаме диагноза? И точно тоа е проблемот денес. Терапијата не делува зашто е неточна диагнозата. Човекот не е болен, тој е грешен, тој е бунтовен и тој е против Бога. Еве една дефиниција на гревот од Џон Стот од книгата Крст. Вели, гревот е инаед, ароганција, желба за еднаквост со Бог, докажување на човечката независност од Бог, воспоставување на автономија на разумот, моралот и културата. Значи, се ова е грев. Инаед ароганција, желба за изедначување со Бога и докажување дека сме независни од Бог. И по наше си го толкуваме. Во наш разум и моралот и културата. Сето тоа е грев.
Крстот зборува за Божијата светост, праведност, вистинитост, но и за човечката грешност и за тој неверојатен инаед отпор и непријателство кон Бог до крај, до крај. А вратата на пеколот е отворена, човекот на смртна постела и пак инаед, пак отпор и непријателство. Борба до крај. Таков е човек. И после некој ќе речи дека па на смртна постела некој ќе се покаже. Можеби, меѓутоа, човекот е бунтовен до крај, отпор до крај, борба до крај. Сатаната и отпаднатите ангели се непомирливи Божји непријатели. Дури и ова некако се заборава. Помалце, како да речем, сме летаргични кога се зборува за сатаната, за демоните, па кој ги видел, па има, па нема. Малку имаме некој таков млак пристап кон тоа. А борбата е голема и тука околу нас. Дјаволот обиколува и рика околу нас и некој да проголта. Таа борба е вистински, затоа Бог зборува. Одма после падот. Еве видете, Битие 3 глава, 14-15 стих, што ни кажуваат. Тогаш Господ и рече на змијата, бидејќи го направи тоа проклета да бидеш меѓу сите зверови, меѓу сето полско животно. Помевот, полско животно, да. Помевот ќе се влечеш и прав ќе јадеш сите денови на својот живот. Јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и нејзиното семе. Тој ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Значи гледаме, непријателството е воспоставено уште на почеток. Непријателство гледаме тука. И таа константна напнатост, борбата помеѓу жената и сатаната, својот врв, својата кулминација ја достигна каде? На крстот, на Голгота. И таму Бог победи. Бог победи. Крстот зборува и за силата на сатаната и демоните, за таа борба. И таа борба е реална. Павле на верните во Колост, видете што им кажува, што им објаснува. Колосјаните, 2 глава, 15 стих. И ги разоружа началствата и властите, и јавно ги изложи победувајќи над нив во тоа. Каде се случило? На крстот. На крстот ги разоружа началствата и властите. Баш во средата напомнувавме кои се тие началства, кои се тие власти. Дека тоа е кнезот на овој свет, сатанат. Значи јавно ги разоблича. Ако беше распнат, тука е победата. На крстот се случило. Злото не можеме ние да го победиме со дипломатија, со војска. Вистинското зло единствено можеме да го победиме со што? Со пост и молитва. Тоа зло се победува само со пост и молитва. И тоа непријателство кон Бог е и кон црквата. И тоа се уште трае. И затоа мора да ја земиме на себе целата борбена опрема од Ефесијаните 6 глава. Борбата е од Бога, не е наша. Пост и молитва, тоа е од нас. И тука е силата на црквата. Во молитвата. Не постои само демонското непријателство кон Бог, постои хронично вродено во човекот. Пилат кој е војник, суров човек, не ја сваќа оваа ситуација, кој што велат, пушти го варава, распни го Исус на разлараецот, а во него нема вина. Пилат не ја сваќа длабочината на човечкиот пат во грев. И не ја сваќа човековата падната природа, човековиот грев. Еве неколку библиски аргументи. Римјаните, 8 глава,
6 и 7 стих. Бидејќи мудрувањето на телото е смрт, а мудрувањето на духот живот и мир. Зашто мудрувањето на телото е непријателство против Бога, бидејќи не му се покорува на Божиот закон, ниту пак може. Овде пишува мудрувањето, во друг превод копнежот. Значи копнежот на телото е непријателство кон Бога. Гледате што е гревот. Се што сакаме за нашето тело, тој копнеш е непријателство против Бога. И гревот прво ги има последиците по вертикала, а после и по хоризонтала. Зошто крстот? Зошто таа бруталност? Римјаните 5:10 вели: зашто ако сме помирени со Бога преку смртта на неговиот син, додека бевме непријатели, толку повеќе, веќе помирени ќе се спасиме во неговиот живот. Вели, додека бевме непријатели, деца на гневот, вели Павле во Ефесијаните. Ама цената за помирување е смртта на неговиот син, на крстот. На крстот. Видете што ни кажува Соломон во Проповедник 3:18. Се тоа се аргументи за тоа непријателство на човекот кон Бога. Проповедник 3:18 вели: реков во своето срце, луѓето се однесуваат така што Бог може да покаже какви се навистина, дека се едни за други како зверови. И ова ни го покажува животинскиот потенцијал на човекот. Да се растргни, да се изеде еден со друг. Според писмото, секој човек е роден во грев. Псалм 51:5, пеевме за тоа. И по карактер, и по природа човекот е, значи, Божји непријател. Секој човек роден од жена се бори со морални и карактерни мани. И сега каде е границата која човекот ќе ја премине границата? Каде ќе ја премине? И нема повеќе назад. Тоа Исус им го вели на фарисеите. Значи, од овие грешни природи, од оваа грешна природа, од овој карактер, во оној веќе џаволски или диаболичен, како што вели К.С. Луис, потенцијал на човекот. Таа граница е многу тешка, но еве што Исус им вели, како им вели на фарисеите, на јудејските водачи. Јас каде што одам, вие вели не можете да дојдете. И еве што им вели во Јован 8:44. Тука најдобро тоа можеме да го видиме. Вие потекнувате од вашиот татко, џаволот, и сакате да ги исполнувате желбите на татка си. Тој беше човекоубиец од почетокот и не остана во вистината, зашто нема вистина во него. Кога зборува лага, зборува од своето, зашто е лажец и татко на лагата. Гледате што Исус им вели на религиозните луѓе. Внимавајте. Татко на лагата, вашиот татко е џаволот. И тука се преминува таа граница. Застанавме кај крстот. Зошто? Зошто тој крст? Јаков, Исусовиот полубрат, свесен дека во секој од нас има злобен потенцијал, има зло, вака ни вели. Посланието Јаковово, 1 глава, 21 стих.
Затоа отфрлете од себе секаква нечистота и последниот остаток на злобата и примете го со кротост во вас насаденото слово кое може да ги спаси вашите души. Гледате што вели, последниот остаток на злобата отфрлете го. Значи во секој човек го има. Овде Јаков и пишува на црквата. И вели примете го насаденото слово. Значи словото е во нас насадено. И затоа ние треба да бидеме реални, и ти, и јас сме во процес. Значи сме во еден процес. Црквата е процес. Тоа се процеси на чистење. Процеси на чистење. Од што? Од остатокот на злобата, која ни е вродена, која ни е наследена, која ни е стекната. Тоа е тоа чистење. Бог е голем, небото е големо, но вратата е се уште тесна. И малкумина одат по тој тесен пат и влегуваат во таа тесна врата. А друг пат нема. Крстот. Друг пат нема. Исус Христос на патот за Голгота рекол: јас сум патот и вистината и живот. Значи не постои друг пат, се друго е барање и лутање. Ќе кажам една илустрација што често Били Грем ја користел. И тој таму кажува за едно дете кое било малку немирно, непослушно кон родителите. И сега родители вем вела: оди играј си во дворот, имаш играчки, имаш се, ама дете води на улица, излегува, па понатаму продолжува во друга улица, друга населба и се загинало. Почнува да плачи, паника, се собираат луѓе, но детево не знае да објасни од каде е. И тогаш доаѓа еден полицаец и тој го прашал со вистинско прашање. Добро, полицајците, аз се знае, има своји методи и вистински прашања како да испитува. Полицајецот го прашува дали можеш да се сетиш на некоја зграда, на некој знак по кој би се вратил дома. И видите што рекло детето. Во близина на мојот дом, на мојата куќа има една црква. А на црквата има крст. Покажете ми го крстот и сам ќе си појдам дома. Ќе се вратам дома. Дете, одиме дома. Крстот е и ориентир. Теологијата за крстот многу ни открива. Тоа е знак кој сум, од кај сум, како да се извлечам и кај одам. На патот за Голгота Исус вели: јас сум патот. Нема друг пат. Христовиот крст е патот. А мојот и твојот крст се пат. И христијанството е пат. Тоа е страдање. И пред верниците да ги нарекуваат христијани, ги нарекувале луѓе по патот. Патот. Бидејќи биле следбеници на Исус. Колку и да сакаме да зборуваме за атмосферата, дали е ваква или онаква, сепак крстот е страдање, крстот е борба. А тој вели, носејќи го својот крст, излеза на местото наречено Лобно, на еврејски Голгота. Лобно. Може би другиот превод, што ни е на македонски, таму вели черепница. Значи, место череп. Замислете, какво е тоа место? Какво место е Голгота? Тука го распна и тука ќе застанеме денес. И со него вели, понатаму во текстот, двајца други, од едната и од другата страна. Исус во средината. Питер Мекензи вели, или сме му на Исус од едната,
или од другата страна. Што значи тоа? Или сме на пат за пекол, или сме на пат на небо. Или од едната, или од другата страна на Исус. Средина нема. Исус е средината и тој дели. Исус дели. Оној кој го прифаќа е од едната страна, оди во рајот, како и едниот разбойник, од другата страна, другиот кој се подсмеваше. Кој му беше шега крстот. Тој завршува во пеколот. За жал тоа е и со секој човек. Или едната, или другата страна. На средина е Исус. Божјото Слово никогаш не го разделува заедништвото, не го разрушува заедништвото. Словото гради. Го гради вистинското заедништво. Но го разоткрива лажното заедништво. И тоа заедништво лажно што е, ќе пропадне. Се што е од Бога обстанува, а она што е против Бога и што не е од Бога пропаѓа. Исус е на средина, средниот крст. Тука застануваме денес. Бог со крстот ни се открива, ни открива својата природа, со крстот го спасува целиот свемир, ни дава ориентација во нашата потрага и на крстот гледаме дека Бог е свет, праведен и вистинит. Второ, дека човекот е грешен по карактер и е Божји непријател. И за крај, трета точка и заклучок, Бог е љубов. На крстот гледаме дека Бог е љубов. Не можеме ние да ја разбереме Божјата љубов без овие први две точки. Ако сакаме да ја видиме Божјата љубов, да погледнеме на крстот. Ако сакаме да ја докажеме Божјата љубов, да покажеме на крстот, брајки и сестри. Бог е љубов, но од небото не ни порача јас ве љубам. Можеше, ама не го направи тоа. Значи можеше Бог од небото да рече јас ве љубам, вие верувајте и да прави чуда и од небото. Но не го направи тоа. Зошто? Заради длабочината на проблемот со гревот. Тој стана како нас, човек, и совршено го живееше својот живот. И така совршен беше предаден, суден, бичуван и срамно распнат на крстот. Заради да се задоволи правдата. Љубовта не е само збор, не е само чувство, бидејќи тоа се менува, чувството. Љубовта е болка. И тоа не е физичка болка, тоа е малку е физичката болка. Тоа е духовна болка, кога таткото е сврте главата од него. Боже мој, зошто си ме остави? Таткото е сврте главата од оној што најмногу го љубеше. Мрак, темнина, потрес. Боже мој. А ако видиме предходно, секаде низ Евангелијата, Исус како го нарекуваше? Оче, татко, единствено овде вели, Боже мој, каде си? Зошто си ме оставил? Не е повеќе татко. Сега е гневен судија. Зошто? Заради што? Заради мене и заради тебе. Тоа е таа љубов. И за мене, и за тебе. Павле на Галатјаните им пишува дека сам се предаде за нашите гревови. И тука е проблемот во гревот. Тоа е диагнозата. Галатјаните, 1 глава. Четвртиот стих. Кој се даде себе си за нашите гревови, за да не избави од сегашниот лукав век, по волјата на нашиот Бог и Татко. Кому е слава во сите векови. Амин. Значи, Павле бил свесен дека Бог го дал својот син, најмилото што го имал, за нашите гревови. За нашите векови. Значи, зборува општо, за сите. Но Павле исто така бил свесен дека Исус се предал сам себе си
лично за него, за Павле. Да, Исус умрел за светот. Умрел за сите. Како што вели, за нашите гревови. Но дали умрел за тебе? Дали умрел за мене? Дали тоа е персонално, лично, интимно? Дали е тоа лично Евангелие? Дали Исус е мој спасител, мој Господ или само татко наш? Дајте Галатјаните 2:20. Со Христа сум распнат на крстот. И јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене, а животот што сега го живеам во телото, го живеам преку верата во Божиот Син, кој ме возлюби и се предаде себе си за мене. Дали ова можеш да го речеш? За мене мора да биде лично, верата е лична работа. Односот со Христос е личен, крстот е личен. Голема е таа Голгота. Тука лежи спасението на Вселената, на се видливо и невидливо. Но сепак е толку близко, толку лично, за мене се предаде. Радосно вест. За мене. Колку ме љуби. Ако сакаш да видиш колку Бог те љуби, застани кај крстот, види го крстот. Може би не вредам за себе, не вредам за другите, но крстот кажува колку вреди човекот во очите на Бога. Ако сакам да видам колку на Бог сум му битен, да го видам крстот, види го крстот. Докаде Бог одеше заради тебе и заради мене. Крстот е поголем од толеранцијата денес. На крстот нема толеранција. Сиот Божи гнев врз Исус Христос. Самиот се предаде до крај за нас. И никогаш да не заборавиме дека тој е Бог, тој е јас сум. Ако не верувате, вели, ќе умрете во своите гревови. Кога ќе го издигнете човечкиот син, ќе да знаете дека јас сум Бог на крстот. Тоа е вистина. Бог на крстот. На крстот се сретнаја, се помирија и се прегрнаја Божјата љубов и Божјата правда. Правдата и вистината вели казни го, распни го, а љубовта вели помилувај, прости. Тоа е крстот. Нема друг пат, не постои друг начин. Каде ќе видам крв, ќе поминам. Дали стечавате на ова? Некаде што ќе видам добри дела, крштавања, каде што ќе видам сакраменти или ова или она. Каде што ќе видам крв, ќе поминам. Кога евреите излегуваја од Египет, само на вратата каде што ќе имаше крв на надвратник, ангелот ги одминуваше, немаше помор на првородените. Значи нема друг пат. Исус рекол, јас сум патот и вистината и животот. И сега видите Павле како во еден стих го собрал Евангелието. Денес секој човек има некое свое Евангелие. Секој некако с нешто си додава, си одзема како му одговара. Но крсто, христоцентрично Евангелие. Тоа е Исус Христос, Голгота, празниот гроб и покајанието. Грешникот се кае и вели простет. Грешникот не се буни. Тука е разликата. Вистинскиот покајан грешник не се буни. Таа е разликата. Грешникот не е горделив. Во покајанието тој е понизен. И тоа е многу големо и длабоко. Значи Павле го собира Евангелието и најважно прашање кој е праведен. Кој е праведен? А никој нема праведен. Насут одиме сите. Кој ќе помине, а кој не. Еве што вели Павле во единствен стих, цело Евангелие. Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станем
Божја правда во него. 2 Коринтијаните 5:21. Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. Крстот. На крстот Исус го прими сиот грев, а не знаеш за грев. Зошто? За ние да бидеме оправдани, да станеме Божја правда во очите на Бога. Тоа е Евангелието, тоа е радосната вест. Неговата праведност припишана нам по искрена вера и никако поинаку. Ни со ова, ни со она, со никакви добри дела. По милост од Бога. И прашање за сите за крај. На средина Христос. Имате една и друга страна. На која страна сме? На пат за на небо или на пат за во пекол? Сакаш, не икиш, ние сме на пат. Никој нема да остане овде. Тоа е факт. Само прашање каде. На која страна сме? Да се молим. Татко наш небесен, семојкен Господе, Ти благодариме и за ова Твое Слово, Ти благодариме за крстот, Господе. Што таму Ти ни се откриваш, ја покажуваш Твојата праведност, вистинитост, Твојата светост, но и Твојата љубов кон нас. Ти благодариме што со крстот ни даваш патоказ каде да се движиме. Што преку Твоја милост ја даде таа жртва за ние да имаме откуп во Тебе, да бидат откупени нашите гревови и почисти и побели од снег, да имаме пристап до Тебе и во Царството Твое, Господи. Ти благодарам и за оваа заедница, Господи, што Ти си ја поставил овдека. Ти очистуваја и во тој процес на осветување, Господи, давај храброст, давај сила и цврста вера, која е непоколеблива и ревносна за Тебе, Господи. Преку оваа заедница Ти прослави се во овој град, Господи. Се молам и за овој град, за овој народ, која Те оди по копнежот на Своето тело, а како што видовме, тоа е непријателство за Тебе. Дај, Господе, покажи му го крстот и нив. Тој крст кој води до покаяние. Покажи го Твојата милост и кон нивните гребови, Господи. Ти смилувај се над овој град. Смилувај се на овие власти, Господи. Дај му да носат мудри одлуки кои се угодни на Тебе, Господи. Се молам за секој еден од нас. Ти благословине и Ти водине понатаму низ нашиот живот. Во Исусовото име молам. Амин.